часот и 15 минути, уште еден термин резервиран за уште едно издание од емисијата од своја страна. Мојата денешна гостинка е економист во областа на менаџментот. До 2009 година работи и живее во Белград, во Србија, потоа се враќа овде во Македонија, каде што е прва која што ја воведува програмата на светски познатата Луиза Хеј. Претпоставувате за кого веќе станува збор. Говориме за Илина Ведран, писател и тренер за личен раст и развој. Велам добре дојде токму за Илина. Добре ве најдов. Ти благодарам првично што ја прифати мојата покана да бидеш дел од студиото на телевизија Сонце и дел од своја страна. Како си? Добро. Тоа е првото прашање кое што им го поставувам еве така во едно неизвестно време полно со стравови, со пандемија на COVID-19 и мислам дека тоа прво треба да се прашаме. Илина, од 2009 година се враќаш овде во Македонија. Ја носиш програмата на светски познатата Луиза Хеј. Што тоа значи за тебе првично? Со Луиза Хеј малце покасно почнав да се бавам, мислам дека беше 2012, така, не, 2014. На 2009 се вратив од Белград, меѓутоа 2013 или не знам точно кога, почнав со Луиза Хеј. Па Луиза Хеј беа првите мои почетоци во суштина воведот на силна што вовед на средбата со себе, така ќе го наречам. Затоа што нели сите ние викаме па тоа се афермации, нели позитивни мисли се, тоа веќе као познато и така натаму, меѓутоа незината програма беше доста моќна. Кога бев на тренингот, се сеќам 7 недела беше и онака баш во мене се случи некој. Тоа ли беше пресудното што одлучи да го правиш ова што го правиш токму денес? Па пресудното беше, нели сите ние имаме некои животни ситуации, никогаш животот не носи некои крахови, како што почесто се случуваат тие крахови, нели? И тие крахови од кои што ние многу често бегаме, се плашиме и така натаму, само ни помагаат да одиме на некое следно ниво во нашиот живот. И тој период минем се случи еден крах буквално на секоја поле. И тоа беше мотивацијата што всушност ме натера да се прашам нели која сум јас, која е поентата, зошто сум тука, зошто постојано нели дали јас ова што го работам, го сакам, нели дали јас она што го завршив, што учев в школа, дали тоа бев јас или тоа што другите сака. И во суштина сватив дека цел живот живеам онака како што другите сакаат, дека тоа нема врска со тоа што јас сакам. И дека несвесно, нели, имав, тогаш син ми беше мал, имаше 3 години, и несвесно таква порака ние на децата постојано им пренесуваме, ги програмираме са колку толку, нели, и самото општество не програмира, меѓутоа пред сега си реков, као зошто јас морам да бидам како сите, нели? Онака стандардно можеш да завршиш школа, да се омажиш, да имаш дете, да, и така натаму, или се жив второ дете, трето, или како не. И најнаш во животот се случува онака целата таа замисла, како една илузија, све се руши. И ние прво што се соочуваме во тој момент, се соочуваме со една криза, страв, срам, као што ќе кажат другите, еве сега као не сум во склад со она што се бара. И каде сгрешив? Да, и тоа е навистина болно. Меѓутоа, во тие моменти, и како што нели сега во овој момент не поминуваме низ таков крах, онака буквално се руши, и ние треба да знаеме во тие моменти, значи таа болка како да трансформираме, да не се заглавиме во тие ниски фреквенции на страв, на вина, на осуда, на све. Океј, животот донел промена и токму тој момент, во тие моменти, значи 2013 година тоа го сватив и реков, океј, сега све се сруши, како да почнем од почеток, што можам да направам, значи и така веќе све срушено, можам да избрам ја што сакам, нели, тоа е тоа. И така да почнав со Луиза Хеј. Луиза Хеј онака баш добро се прифати овде во Македонија, меѓутоа како што почнав да работам, како што јас внатрешно почнав да се развивам, сватив дека нели Луиза Хеј, океј, све, меѓутоа јас чувствував во себе дека сакам нешто свое автентично да направам, дека
Така, потоа имаш своја програма, креирај се себе си. Да, бесконечен потенцијал се вика, infinity potential, да. Каде што креирај се себе си беше еден дел нели од тој пат. Така. И после се создаде infinity potential каде што имавме можност да обучуваме и луѓе кои што сакаат да работат нели на ова поле, да. И така да од тогаш никако онако што од сите овие работи го сватив дека најбитното е ние да дојдеме до себе и кога ќе дојдеме до себе тука има се, значи тоа што е надвор нема никаква врска, значи тоа што другите кажуваат буквално во нашиот живот што и да се случува, тоа нема никаква врска, има врска тоа што е внатре во нас. Ние имаме една внатрешна мудрост, имаме една внатрешна интелигенција која што точно не води и точно ни кажува во секој момент што е за нас, што не е за нас. Ако не знаеме што да направиме, едноставно ќе застанеме и јас го користам тој метод на surrender, онака ќе се придадеш и работите почнуваат да се случуваат. Така да ете се го разложив прашањето, меѓутоа Луиза Хеј беше тој почеток и пак се сведува околу тоа на љубовта кон себе. Меѓутоа ние кога ќе кажеме љубовта кон себе, често мислиме љубовта кон личноста, затоа што личноста е мисла само, нели? Викторија е мисла, имам некое минато, завршено образование и така, сам тоа не е опипле, тоа во мислите постои, така, можеби како некоја диплома и така, меѓутоа тоа е дел од твојата личност. Во овој момент сега, ти си тоа што си. И тоа е клучот. Ние да пронајдеме љубовта кон тоа себе, што е сега и овде. Значи, нешто е условено, што е кондиционирано, што е поврзано со сите тие ме сакаат, не ме сакаат, вака треба да видам погрешно, исправно. Љубовта се наоѓа во овој момент сега и целото тоа патување во суштина мене ме донесе до тој момент. И тоа е пораката што цело време кога одиме на работилници, кога држам работилници, и ме праќаме на луѓето затоа што не е битно, ја не можам на нив да им кажам или ако дојдеш ти на работилница што треба ти да направиш или нели каква цел треба да постигнеш или како да постигнеш целта, затоа што ако дојдеш ти до себе, ќе знаеш се, ќе знаеш дали е таа цел за тебе, зошто сакаш да постигнеш, како ќе ја постигнеш и дали воопшто сакаш да постигнеш или едноставно ти е окей вака некој што. Колку луѓето се заинтересирани кај нас за таквите работилници и колку им веруваат еве на ваквите тренери за личен раст и развој? Сметаат ли дека на таков начин ќе им се промени нивниот живот на подобро? Па јас никогаш, например, не сум сакала да размислам во тој правец, дали луѓето ќе бидат заинтересирани, нели, сепак пушам од тоа од себе, нели? Ако јас сум заинтересирана за тоа што го, секогаш има луѓе. Ако јас во себе не сум во склад со тоа што, нели, со таа работилница која што ја организирам, нема луѓе и тоа е онака многу интересна работа, зашто се почнува од нас. Меѓутоа да, заинтересирани се затоа што има луѓе кои што сакаат промена, сакаат трансформација во суштина, нели? Значи некој кажеме промена и трансформација има малку различно значење, затоа што во овој момент особено е многу важна тоа издигнување и трансформација на нашата свест. Затоа што и сама гледаш, нели, после сева што се случува, колективната свест е на многу ниско ниво и ние колку и да сакаме да се издигнеме и да бидеме, нели, окей и така натаму, сите тоа не повлекува нас. Меѓутоа не повлекува затоа што колективната свест е таква, не повлекува затоа што ги активира нашите лични трауми, нашите лични стравови. И ние тука треба да знаеме како што кажав Приска, тие ситуации да ги искористиме за да се издигнеме. И да, има интерес за тоа. Така, токму во време на пандемија со COVID-19, ново нормално време, време со многу неизвестност и многу страв, како најлесно, кој е советот на еден тренер за личен раст и развој да се извлечеме од тие ситуации на секојдневен стрес, неизвестност, страв, паника, можеби? Да, прво треба да разбереме каде доаѓа стравот, нели? Значи, прво нашиот основен страв е стравот за преживување, кој што секој од нас го има. Сега, тој страв и јас го чувствувам, и ти, секој од нас го чувствуваме. Меѓутоа, како реагираме ние на тој страв? Значи, ние имаме силна идентификација со тоа што сме, нели? И во суштина најголемиот страв е дека нешто ќе изгубиме. Ние се плашиме дека ќе го изгубиме тоа што го имаме и тоа што нас ни создава еден вид на комфор, нели? Токму така. И тоа што јас ќе, например,
страв можам да изгубам работата и ако ја изгубам работата, секој го испитаме тој страв, ќе останам без пари. Ако останам без пари, што ќе се случи? Ќе не знам, ќе немам пари да си купам за сметки, да ги платам сметките, да имам за јадење и така натаму. Меѓутоа се прашам, ако влизаме подлабоко, која емоција е у позадината? Срам. Зашто срам, као јас ќе пропаднам, и сега како јас тука ќе барам помош од луѓето, нели? И се создава на анксиозност. Значи во самата срам постои вина. Значи анксиозноста и вината се тесно поврзани. Стравот и вината се поврзани, затоа сме ние врзани толку силно за стравот. И почнува, јас се срамам, нели? И потоа јас сум виновен затоа што дозволев, затоа што немав некои дополнителни опции на страна. Тоа се приказните кои што наше тум ги врти. Меѓутоа ако влеземе подлабоко во тој страв, ако кажеме окей, јас го прифаќам, ги тргам приказните, затоа што на една емоција на страв може да бидат поврзани 1000 мисли. И ние тие приказни постојано ги вртиме. Например, има луѓе кои што не се во страв и тој страв наместо да го испитаат, го манифестираат во вид на контрола и почнуваат да ги контролираат, не знам, децата, партнерите и така натаму. Значи се е тоа поврзано со тој екзистенцијален страв. Или пак, например, видови на страв, што има теории на заговор, дека нас некој не контролира и така натаму, во суштина и тоа е страв дека јас имам контрола на тоа што се случува, нели? Јас знам дека сум контролер. И тоа се разни стравови кои што или потреба, не знам, да се бориме, да се правиме, тоа е страв. Зашто јас морам тука правичност да докажам. Во позадината на целото наше искуство, ако видиме, постои страв. Че не е само од короната, него ние цело време сме во страв и сега короната кога се случи тоа, затоа што ни е активирано најсилниот стравот од смрт и излегува на површини, ние во суштина го гледаме тој страв кој што претходно бил присутен и секој го манифестира на различен начин. И сега на психолошко ниво, нели, ние можеме да се бавиме, да правиме нешто, да имаме добри мисли и така натаму. И тоа е окей, нели? Меѓутоа, она што е битно во овие моменти е да ја освестиме својата подлабока димензија и да знаеме дека ниедна животна ситуација, дека ние не сме животната ситуација, затоа што ние имаме идентификација со животната ситуација. Например, јас сум новинар и сега можам да изгубам, или јас сум, нели, тренер и сега јас можам да изгубам оваа работа и што ќе се случи, значи наеднаш мене ќе ме снема, нели? Меѓутоа ако го снема тоа што сега ќе го изгубам, ќе се роди нешто ново, затоа што животот има циклуси и промени цело време. И во суштина нашиот најголем страв е страв од умирање на тоа што мислиме дека сме. И тука е клучот. И затоа ние толку цврсто се држиме. Затоа што ако кажам окей, се предпуштам, се предавам, нека биде онака како што треба и во тој момент јас правам еден флоу, иако животните околности може би на изглед изгледаат онака катастрофално, се пропаѓа, меѓутоа во позадината се раѓа секогаш нешто ново, затоа што никогаш ние не можеме да останеме во една состојба. Животот е циклус, нели? Нонстоп нешто се менува, не може да остане така. И ако го прифатиме тој циклус и ние тогаш посвесно ќе одиме низ тие промени. Например, има страв, има некоја ситуација наместо јас да трчам да ги средувам животните околности. Еве јас што правам, нели? Значи не да трчаме да ги средуваме или да се бавиме со физичките околности, зашто физичките околности се манифестација на она што ние го чувствуваме, не на мислите. Мислите се последица на нашите чувства и емоции кои што се длабоко потиснати. И ако ние делуваме само на физичките околности, цело време ќе се бавиме со околностите, можеби со сила нешто, нели? Ќе промениме, меѓутоа извесно време ќе изгледа окей, но после некој време повторно некој друго поле пак со истиот страв ќе се соочиме. Мислам дека ти е јасно да ти се случува. Сега колку токму така, колку стравот ни влијае на самодовербата и како да си ја зајакнеме самодовербата? Самодовербата е присутна затоа што сме поврзани за некоја слика за себе. Нели? Затоа што самодовербата е, ќе кажеш, јас немам самодоверба затоа што верувам, нели? Така? Верувам во нешто што се бара од мене. И ние никогаш не можеме да ги исполниме тие
социјални тие вредности, тоа што нели се наметнува цело време и ние тука страдаме. И викаме, мене ми е потребна самодоварба затоа што јас треба да бидам самоуверена да се борам со овој свет. И ако го отвориме нели Facebook, Instagram, ќе видиме сите се супер тама, нели? Меѓутоа I am so poor, нели као со мене нешто не е во ред, види како сите живеат и така натаму, и ја имам ниска самодоварба, јас треба, но во суштина луѓето што го покажуваат е само еден момент од нивниот живот, но никој не го покажува тоа што навистина е. Тоа што навистина е тука. И ние, еве сега како што тргнавме за самодовербата, ќе дојдам до еден момент на кога ќе кажам јас немам самодоверба, тоа значи дека не сум во контакт со себе. Немам самодоверба, што значи? Немам самодоверба да го направам некој следен чекор или да го направам тоа што јас го сакам, затоа што веќе имам слика што јас треба да бидам. Јас она што е замислено во мојот ум, она што општеството го бара, не е во склад со тоа што јас мислам дека сум. Со моите најдлабоки верувања. Како да се разочаруваме од себе си, можеби на некој начин. И ако видиме дека сите, нели, се нажал ќе го спомнам, но така, социјалните мрежи е само потреба за внимание и потреба да се потврди нешто. И ние кога бараме потврда некој да не одобри, кога ние не се одобруваме себе. Да. Сметаш дека социјалните медиуми влијаат на самодовербата многу? Апсолутно, да, затоа што ние создаваме одредена слика и мислиме дека нели тама се супер и ако не го знаеме тој, мислиме како сите супер живеат и они затоа што луѓето и ќе одат ќе сликаат само еден дел од нивниот живот што воопшто не е ни така и ќе напишат некоја мисла позитивна, ќе стават некои слики, тоа изгледа вау, као и ти си викаш све им е топ. Да, каков е мојот живот, као ја они се сликаат тамо така, негде со друштво. Случило тоа да си го кажеме. А јас сидам дома тука сам. Така, баш. И да, и сидам тука сам и колку на некој му е тен совршено. Да. И наеднаш ние онака на фаќа нервози бараме контакти, па ќе излеземе и ќе видиме некој го сликал од ресторан, па и ние ќе сликаме као што сме јадели, ќе ставиме на Facebook и ќе кажеме да, и ние сме во тој флоу да ме кеве и ние живееме, ние мораме да го покажеме тоа. Меѓутоа кој го прави тоа? Нашето его. Тоа е егото, затоа што егото се држи на нашата слика. И ние тука страдаме, затоа што цело време има компетиција, докажување. Јас ќе постигнам некој успех и морам да се пофалам за тоа да кажам дека сум окей, нели да го споделиш. А клучното прашање е дали во целиот тој процес сме среќни? Па не сме. Во суштина не, затоа што да им покажеме на другите, а ние не го чувствуваме моментот, можеби. Да, затоа што доаѓа тоа длабоко незадоволство од себе. Незадоволство затоа што сме поврзани со нешто што не сме. И после толку долго практикување нели на сега и овде свесност, она што кај себе лично го приметив, има еден дел во мене, мислам тоа кај сите нас и со луѓето што работам, има еден дел во нас кој што е искрен, кој што е невин и кој што е така наивен, сусема наивен. Меѓутоа има еден друг дел од нас кој што го потиснува тоа и сака да биде некој нешто и сака да едноставно луѓето да се плашат од него, да видат таа самодоварба, да видат колку е он цврст, колку е силен, но во суштина тоа е стравот. Ако се поврзаме ние со тој невин дел, со тој, ќе кажам, па безпомошен на некој начин, зашто вистината е дека ние сме безпомошни. Безпомошни се раѓаме, безпомошни умираме, меѓутоа се друго е затоа што мислиме дека нешто контролираме. И мислам не у негативна смисла безпомошност, него во смисла на нашата внатрешна чистина. И ако ние се поврзаме со тој дел, тогаш немаме потреба од одобрување, зашто сме во ред со самите себе. Но нели кога ќе се појави оној другиот дел, онаа личност која што нели од нас се бара тој внатрешен конфликт кој што го имаме, нели, едно што го бараме, друго што навистина сме и тој дел, тој уплашен дел бара да ја поправи самодовербата. А сите го имаме, можеби, тој уплашен дел. И сега, кога јас ќе кажам немам самодоверба, можам да се прашам дали е тоа вистина. Што значи тоа и да испитам таа мисла? Како тоа немам? Значи дали е тоа вистина? Па не е вистина, нели? Што значи дека јас немам самодоверба? Значи дека јас не можам да го постигнам она кое што другите нели го постигнуваат. А што значи тоа ако јас не го постигнам тоа? Што ќе се случи, нели? Па значи дека не знам, не сум доволно добар и така натаму ќе влизам у тие одредени верувања.
И на крајава секогаш ние доаѓаме, има едно длабоко верување дека другите се секогаш посигурни од мене. Јас не сум доволно сигурен. И дали е тоа вистина? Не. Значи сите сме во таа една иста енергија. Така, и колку споредбата еве со другите влијае на нашата самодоверба? Многу се споредуваме според мене. Па да, ама тоа е пак страв во позадината. Приска што го зборував. Значи стравот е главната мотивација. Јас се споредувам себе си затоа што нели во позадината на тоа споредување постои јас не сум доволно добар. И ако се вратам наназад, ќе видам дека се споредувам, нели има сега некои мотивацијски, па споредувајте се со оние кои што нешто постигнале, одете по нивниот пат и така натаму, што јас лично не се служам, зашто јас не можам да одам по некој пат кој што некој оди, значи секој има свој автентичен пат. Така. Да, и ако јас почнам да се споредувам и да кажам, окей, точно, некој вистина, има луѓе кои што ни се пример, покажуваат дека нели нешто може, меѓутоа тоа не значи дека јас морам истото да го направам, зашто секој од нас е уникатен. И мораме првенствено тоа да го прифатиме, дека секој од нас е во оваа форма, во ова тело и некој израз на уникатност. И мојот ум, како и Лина, нели, може низ овој ум да се изрази пишување, може да се изрази нешто што е во склад со тоа, нели. Меѓутоа, јас не можам да бидам сега не знам, астронаут или да бидам некој машински инженер, затоа што мојот ум не е креиран за тоа. Значи, мојата уникатност не е во тоа. Некој друг, неговиот ум и таа свест која што се изразува преку него е за да биде машински инженер. Значи, секој е уникатен. И секој е посебен на свој начин. Ние мораме прво тоа да го прифатиме и да видиме дека ние не можеме да се споредуваме, нити можеме да бидеме како некој друг, нити треба да се обидуваме да бидеме, затоа што ние сме уникатни и единствени. И таа уникатност мораме да се отвориме прво внатре кон себе, да ги трнеме сите тие верувања, вака треба, така, општеството ова бара, ова е срамота, едноставно само да го тргнеме, да го надминеме тој страв и да видиме дека ние во себе ги имаме сите одговори. Па и у најголемите животни несреќи ние сме сигурни. И прекрасна порака. Да. Сите сме посебни, сите сме уникатни и навистина секој од нас има свој пат кој што сам треба да си го изоди. Во најавата напоменав дека сте и писател. Првата книга Јас сум љубов, наменета за деца и вториот нели водич за личен раст и развој, заврти нова страница од сопствениот живот. Ајде повеќе за овие твои дела. За содржината за книгите, да, време да напишам нова, нели? Да, време. Јас ја имам втората, водичот и стварно... нешто почнав да пишам, нели, како што се развиваме, се менува и свеста и се менуваат и книгите. Значи, Јас сум љубов е првата книга која што извадив и тоа се кратки афирмативни пораки за деца. Само за деца? Да, и за возрастни, нели? И за сите оние кои што никогаш биле деца, баш онака на мене, значи за сите. И тоа онака го направив чисто не знам, едноставно сакав нешто кое што ќе им служи на децата, нели? Ама испадна дека и на возрастните. Заврти нова страница од својот живот е моја автобиографска книга каде што го објаснувам целиот, нели, мој пат и пред се, нели, као мојата животна приказна, која што, нели, за мене е валидна, меѓутоа не мора да биде за другите, нели? Тоа е една книга која што на некој начин во книгата го објаснив она кое што го поминав и пораката на книгата е дека ние точно тие тешки животни ситуации премрежија и дека можеме да извлечеме доста и да направиме буквално трансформација од себе од својот живот. Да. Така, време е да напишеш нова. А до тогаш ќе те прашам, мајка си, улогата на мајка ти е една од најважните улоги. Колку те промени можеби таа улога и колку влијаеше на патот на твојата трансформација? Супер, ова прашање, нели, сите ние, нели, кога ќе кажеме за децата супер, викаме, вау, ќе имам дете, сето тоа супер звучи, меѓутоа, кога ќе дојдат децата во нашиот живот... Се менува ли животот? Да, многу се менува, затоа што ние по втор пат го живееме своето детство и тука има буквално се, нели?
првенствено родителството за мене е поле за развој, затоа што во секој момент си ти на некој начин тригеруван и од нас во ист момент делуваат и нашите родители, начинот на кој што ние сме растеле, детето во нас и она кој што сакаме да бидеме. И тоа е еден микс онака, и кој што немал деца, мислам дека воопшто не треба да зборува за родителство и за деца и така натаму, затоа што родителството е една улога каде што се случува голема трансформација на внатре во нас, затоа што поминуваме низ па буквално би ја нарекла на фаза со пеперутката, нели? И ти цело време си во тоа сустава на отварање на љубов и наеднаш нешто ќе те стрефи, затоа што нели пак ние децата најмногу ги сакаме. И така меѓутоа во исто време децата во нас будат многу длабоки процеси. И задачата на секој родител, значи на секој родител е да ги интегрира, да ги трансформира тие внатрешни процеси, затоа што на тој начин ние ги ослободуваме и идните генерации. И тоа е една од нашите задачи, колку да се грижиме дали нашите деца, нели знам, ќе одат на ваков факултет, ќе одат на ваква школа и така натаму. Значи многу е битно првенствено внатре нашиот емоционален развој и затоа што таа внатрешна енергетска резонанца која ќе проминеме во нас, така почнува и кај нив да се менува. Вела дека љубовта е лек за се, сметаш ли дека тоа е така? Па да, затоа што ние сме љубов. Нели тоа све онака поетски звучи како јас сум љубов. Како луѓето го сваѓаат тоа? Но јас не би го нарекла да го кажеме љубов, зашто љубовта е многу концептуализирана, одма има јас, ти, нели сите, син ми пред некој ден ме праша, дека мамо, зошто сите песни се создадени за некој трагична љубов? Све помеѓу маж и жена, вика, зашто сите песни плачат? Само што интересно прашање, нели да? Од едно дете од 10 години си. Ја не знам што да му одговорам. Така е. Да. И затоа нели као збор како љубов, ајде да го кажеме свест, нели? Затоа што самата свест, нашата природа е таа безусловна љубов која што ние трагаме во надворешниот свет, затоа што кога сме деца, ние сме таа љубов, значи таа безусловност. Но кога доаѓаме во овој свет, никој нас не ни вика јас те сакам тебе зашто постоиш. Родителите ми се обраќаат затоа што се мора многу објаснам во овој момент. Ние сме тоа битие, значи тој being, тоа битие кое што е во овој момент, кое што е слободно, кое што е радосно, кое што изразува таа радост. И најнаш доаѓаме во некој свет каде што све ништо се мора ова да го направиш, мора тоа да го постигнеш, мораш да бидеш подобар од ова, мораш школскиот систем, како мислам, тоа е една таква траума низ која што нели влегуваме ние во овој условен свет. И нас многу ретко родители, нели, оние што се посвесни веројатно тоа го прават, меѓутоа повеќето родители децата ги гледаат на база на она што го прават, затоа што ние сме заглавени во правењето, нели? Не сме во овој момент. Сега правењето е размислувањето. Што ќе направам следно, што ќе биде, како ќе биде за 10 години, за 5 години. Никој животот сега и овде не го гледа. И тоа е едно дете кое што е присутно и влегува во тој свет и си вика што со луѓево, значи мене никој не ме приметува ако јас нешто не правам, нели? И родителите не се обраќаат на децата кога да измијат заби, кога да учат, кога да напишат, кога да одат вамо, кога и цело време кога нешто им викаат браво кога ќе добиеш петка, браво кога ќе овакво, браво кога ќе постигнеш ова, кога ќе победиш на некој надпревар. Никој не вика јас те сакам зашто постоиш. И ние влегуваме во тоа, значи излегуваме од таа љубов, нели? И влегуваме во потрага по љубов, значи во тој doing. И цело време сме како ние нешто да направиме за да бидеме добри, нели? Така, или доби петка, па ќе ти го купам ова. Е тоа, да. И растеме и само некој успес и мислиме како колку што сме повеќе, нели, достигнуваме, дека така повеќе ќе бидеме сакани и ценети. Токму така. И ниту во еден момент, нели, кога ќе кажеме, окей со тоа што си, значи не мораш кога ќе го прифатиме, кога ќе сватиме дека сме во тој програм, значи се е во ред. Не мораме цело време ништо да правиме за да добиеме одобрување, значи ние сме одобрени со самото наше постоење што постојам тука, јас сум совршена, јас сум одобрена, јас сум доволна, јас сум вредна. Можеби моето тело и тоа што не е совршено, окей. Меѓутоа јас сум вредна, јас сум совршена таква каква што сум. И
треба да го сватиме или тој концепт за љубов кој што го имаме, затоа што ние во врските кога ќе пораснеме, ние бараме љубов, нели влегуваме во тој doing, дека ние треба нешто да направиме за да добиеме љубов и кога ќе најдеме некоја врска, нели кога се случи некоја заљубување, во тој момент ние сме во таа длабока интимно со себе и затоа ние кога ќе се случи тоа отварање, нели, и после кратко време брзо се затвара свеќе нас и повторно има сепарација помеѓу нас и таа личност и почнуваат тие конфликти. Меѓутоа, тие конфликти ние остануваме во врската затоа што го бараме на првото чувство кога сме биле во се трнала таа сепарираност од нас, односно сме се вратиле во детството и во таа отвореност. Така да треба да знаеме дека љубовта не е концепт и не е нешто што се добива, туку е нашата вистинска состојба, која што и во овој момент, ако го ставиш вниманието, постои испод мислите, испод емоциите, едноставно ако го ставиш вниманието на да чувствуваш енергијата во твоето тело. На тој начин се поврзуваш со свеста во тебе. Свеста во тебе е таа љубов. Така, токму така. Дали луѓето денес среќата ја бараат на погрешни места, а не се задоволни токму со она што го имаат и со она што треба да бидат, односно со она што се? Да, значи среќата пак е еден концепт, во суштина кога кажеме среќа. Што бараме ние? Еве. Кога ќе кажеме среќа, што бараме? Така, токму така. Нели? И секој сам си дефинира што за него е среќа, според мене. Значи тоа е пак концепт, дефиниција. Меѓутоа што бараме ние? Кога ќе дојдеме кога кажеме среќа. Чувство да не е убаво. Чувството. Така е. Кое е тоа чувство? Од самите себе, значи ние себе се бараме. И кога кажам среќа, ја поврзувам со некои надворешни околности, дека, не знам, сум купил нешто, сум постигнал, сум со пријатели, или имам, не знам, некое било какво достигнување, ќе кажам, јас сум среќен затоа што одредени околности мене ми создадоа среќа. И сега кога еве тоа можеш да го видиш ако имаш некоја цел, нели, толку сакаш да постигнеш и ќе достигнеш целта и нахнеш и кажеш па не е ова што, нели? Не е тоа. Зашто? Или кога брзо ќе ти помине на чувство, си го направил тоа, среќен си се и после кога и наеднаш се добро. враќа. Тоа е тоа. Затоа што тоа се оние блиц моменти, во тие моменти доаѓаме, ја издигнуваме таа фреквенција во нас. Има скала на емоции, можеш да на интернет да погледнеш, баш да разгледаш и да ти од вина, страф, лутина и нагоре, како што е таа скала на емоции, и доаѓаме до состојба на таа состојба на отвореност, на љубов. Така. И тој блиц доаѓаме до својата природна состојба. И после одредено време, нели, кога ќе се случи тоа, повторно се појавува личноста, која што е тие кондиционирана, но стоп е незадоволна. Егото, као све, нешто не е доволно добро, пак тој дуерот, нели? Као све треба ова да направиш, не си да добиеш љубов да направиш. Впуцва сме така и да тие пораки, меѓутоа ние ти ги гледаме како еве сега супер, и ова е за мое добро, јас ќе направам некоја кариера, меѓутоа не се прашувам или сакам да купам некоја не знам каква кола и тоа се окей, нели? Меѓутоа прво да ги прашаме своите цели, треба да ги испитаме зошто би го направил ова. Например, зошто? Што ако јас или за жените, нели, ќе купам некој фустан или некоја ташна, ваква, зошто? Затоа што ќе се чувствувам убаво, окей, значи ќе изгледам убаво. Зошто, нели? Зошто сакам да изгледам убаво во таа хаљина? Затоа што, нели, ако влеземе подлабоко, ако отидам некаде на вакво, ќе бидам... Пак се сведува на тоа дека ќе не види некој, дека за некој друг. Токму така. Да, сега ние може, нели, кога ќе дојдеме до себе, може да ја купиме хаљината, меѓутоа не да бидеме емоционално врзани за тоа дека еве сега со хаљината ќе се случи чудо, готово, и кога ќе отидеме не знам на некоја забава, некој ќе ни каже па не ти стои баш добро и во суштина се ти се руши. Така. Се ти се руши. Исто така, нели, ќе купиме кола нова една недела, сме среќни све и наеднаш престанува. Затоа што се случува? Next level, така следно цело време како има нешто во нас по незадоволство, тоа не среќно јас кој што цело време бара нешто, затоа што тоа е умот. И умот е цело време во потрага по нешто. И ние мислиме дека ако што повеќе постигнеме во иднината, дека така ќе се спасиме од болката од минатото. И ние цело време бегаме од минатото.
И цело време тоа се случува, затоа што мислиме дека ако имаме скроена иднина, која што не е сигурна, нели, дека сме заштитени од тоа што во минатото ни се случило со некои делови од себе што не ќе да ги прифатиме. Во суштина тоа се одредени емоции. Не ќе се случиме со тие емоции, но тие емоции се тука. Не може да избегаме од нив. И сега ако се поврзаме со себе, нели, ние не мораме да влеземе во приказните, можеме да застанеме и да кажеме, окей, јас оваа цел не ја остварив, ми пропадна се, нели? И нема да трчам како мува без глава, нели, што следно да направам, ќе одам дома, ќе седнам и ќе бидам со себе. И ќе го чувствувам тоа, ќе ја чувствувам таа тага, ќе го чувствувам тој страв, лутина, што и да се појави, едноставно ќе му го давам своето внимание и ќе дозволам да биде тука. И тука се случува трансформација. И како што ќе ги ослободам јас тие емоции, најнаш ќе ми задзвони телефонот, можеби, и спонтано ќе се случи нешто кое што е па можеби најдоброто за мене. И така да поинтата ние секогаш од таа внатрешна трансформација не треба да се бавиме со физичките околности. Седни и чувствувај. И едноставно тука се менува, затоа што животните ситуации, непријатните кога зборуваме, најчесто нас не покажуваат каде ние сме заглавени. И ние, нели, можеме да превземеме чекор све, меѓутоа да не бидеме во тој страв, во таа анксиозност, зашто ние најчесто нашите цели се водени од тоа чувство на како да се спасам, ако влеземе подлабоко. Иако, нели, си имаме супер приказна, као јас ова го сакам, затоа што е тоа одговорно и така натаму, затоа што тоа е добро, затоа што тоа е за мене, зашто јас се сакам себе си, се тие нели приказни. Меѓутоа, длабоко во нас секогаш постои на дете кое што постојано го одгорнуваме, го негираме и на кое што едноставно не сакаме да го видиме. И сега кога спомена ќе те прекинам, јас се сакам себе си, што е со сведоци сме дека постојат многу луѓе кои што на социјалните мрежи ни пласираат колку, нели, јас се сакам себе си, мене ми е убаво, мене ова ми се случува. Спомнавме дека тоа можеби е несигурност, така? Па да, зашто не е љубов кон себе. Значи љубов кон себе. Секојдневно потенцирање на тоа дека јас се сакам себе си. Ако јас се сакам себе си, јас се сакам себе си. Да, мислам немам потреба на што да го делам, да потреба за внимание. Пак ако од каде произлегува тоа да се докажуваме дека се сакаме себе си? Затоа што не се сакаме себе си. И ние сакаме да се увериме дека се сакаме себе си, затоа што сакаме да се увериме дека сме добро и да им покажеме на другите дека сме добро и така мислиме дека нели подобро ќе креираме таа совршена слика за себе, но пак е тоа го правиме затоа што во позадината постои непријатна содржина која што не ќеме да почувствуваме. Затоа се многу битни емоциите. Емоционалниот развој е многу битен. Меѓутоа не емоциите во поглед, нели, како што ние ги врзуваме за приказните, ова ми се случи тоа што мајка ми, татко ми го направија тоа и така натама. Океј, нели, можеме да работиме психолошки на сите тие, нели, ако имаме потреба. Меѓутоа она кое што нели го зборам е нешто многу подлабоко од тоа, затоа што ако јас ја видам својата мајка на пример, нели, и нејзиниот однос кон мене и можеби јас никој нема совршено детство, мислам тоа е јасно, и нејзиниот однос кон мене, и ако јас после одредени години сватам дека јас сум несреќен затоа што таа се однесувала така и така со мене, и почнам, нели, да обвинувам и така натаму, нели, окей да бидеме љути, меѓутоа битно е приказната, да не влегуваме во таа приказна, во таа осуда, затоа што ако идеме на едно подлабоко разбирање, ќе ми дека и мајка ми е ограничена, пример, нели, и сите тие програми се генерации наназад, кој знае колку предци, баби, дедовци се соочувале со истите работи, меѓутоа енергетскиот образец, емоцијата е тука. И моја одговорност е не да потиснам и да бутнам таа лутина, туку да седнам и да искусам во себе и да се одврзам од тоа чувство, затоа што сите што зборуваме, нели, овие програми, умот, сите верувања, све се тие наследни, се колективни. И ние сме врзани за емоциите, значи ние сме зависни од емоциите. Иако мислиме, ние сме зависни од лутината.
Ние сме зависни да бидеме и затоа што имаме изградено верување дека сме таква лута личност. Ние сме зависни од тоа и цело време бараме начин како тоа да го правиме, меѓутоа коренот е во тоа и во лутината кон себе, да, кон себе омраза, као не смеш ти да бидеш, ја морам цело време тебе да те потиснувам, меѓутоа тоа го правам или во светот, јас сум лут. И тоа, окей, лутината е добра, но не да се истури надвор. Затоа што, иако јас ја прифатам во потполност лутината без приказните, во мене таа силна енергија, кога ќе помине, ќе се случи трансформација во мене, ќе се случи јасност, ќе видам нешто ќе се активира во моето животно искуство. Затоа е битно нели да знаеме, особено сега, кога сме заглавени, нели има како некоја апатија има, како заглавеност има. Ако седнеме и го искусиме тоа во себе, ќе видиме дека има доста на површината лутина, вина, срам. И ако дозволиме да помине таа енергија, ние веднаш нашата свест ја издигнуваме на таа повисока фреквенција. И така и се минува и колективната свест, преку индивидуалната свест. Колку пандемијата со COVID-19 ги зголеми чувствата на страв, на неизвестност, на... Не ги зголеми, само ги отскри. Да, само ги отскри. Едноставно, тој страв не може да се зголеми, не може, зашто тоа веќе постои во нас. Тоа веќе постои. Излезе на виделина, и кога колективно, кога сите се во таа една интензивна енергија, и нормално и дека ке нас ке се активираат сите тие трауми. Но нели, луѓето поминуваат низ разни ситуации, сепак нели, нас не се минува цел живот и така натаму, но окей тоа, не викам дека е лесно, тешко е, но ние треба да седнеме и да не се бориме со тоа. Значи да не се бориме затоа што влегуваме во едно исто. И ние не можеме да направиме промена и да излеземе од оваа состојба со енергија на страв и со енергија на вина. Значи, од оваа состојба можеме да излеземе со енергија на љубов. Како? Со тоа што ќе седнам јас дома и окей, оваа пандемија што предизвика кај мене? Дали ми го активира стравот од, не знам, можеби смртта од мојата мајка, што се случило кога сум имала 14 години, во мене се активирал тој страв, нели? Зашто тие трауми излегуваат на површина. Така. И ја ќе седнам и точно ова мене ќе ми покаже, окей, дали ми ги активира стравовите за работа, за пари, за врските, дали во мене го активира саминоста од детството, нели? Затоа што таа чувство силно на осаменост, сепарација, нема луѓе, и дали тоа значи дека сите тие работи веќе постоја, но јас со тие социјални контакти или нон-стоп ги сокривав. И ние сите имаме алхемичарска моќ во себе. И наместо да бидеме жртви на оваа ситуација, можеме да ја употребиме за да направиме еден внатрешен ресет и внатрешна трансформација. Ќе седнам и ќе го почувствувам тоа. Ама нема да се врзувам со тоа чувство. И ќе видам дека не е проблемот во тие чувства. Значи, тие чувства секогаш ќе постојат. Проблемот е нашата идентификација со нив. Значи, ние сме врзани, викаме, осаменоста, јас сум осамен. Меѓутоа, не, во детството сме осетиле нешто и ние така живееме, создаваме идентитет и сегашноста ја перципираме низ таа осаменост. Но окей, ако јас ја прифатам, и кој е тој што ја прифаќа? Јас сум само свесна за тоа. Така? Јас сум свесна дека постои страв, окей, постои страв во моето тело, но нема страв од стравот, нели? Така. Ќе почнете страв, окей, значи стравот е одредена вибрација. Јас ако додадам приказни, нели? Ќе ми се случи ова и ова, јас само ја хранам таа енергетска резонанција, хранам таа емоција и таа емоција станува поинтензивна и повторно импулси доаѓаат преку телото до мозокот и мојот ум произведува повторно еден ист мисловен процес. Но на кој што олеснува е да сватиме дека ние во овој момент сите ние имаме исто колективно искуство. И ти можеш да седиш дома и ништо да не ти, најнаш ќе се појави некоја мисла. И ќе почне, нели, паника, страв. Во суштина тоа се колективни мисли. Така. И тие се као балончиња едни. И нашиот ум јас ако седам во просторија, не сум изолирана од се. Значи, ние сме сите поврзани. И ние имаме една постои еден универзален ум. И јас работам со луѓе толку години, сите куборат со едни исти верувања. Значи, никој ништо различно не кажал. Што кажува тоа? Дека сите ние имаме исти искуства.
односно дека искуствата кои што ги доживуваме не се лично наши, туку се заеднички. И нашите предци, и мајки, татковци, баби истото го доживувале. И како ние сега го присвојуваме, кажеме тоа е моја. Во суштина ние сме само тие едни играчи во цела оваа игра и ако не го сваќаме сето тоа толку лично и ако сите овие ситуации ги употребиме за да се одврземе од тоа зашто сме го прифатиле како лично, дека јас сум луд, јас сум осамен и така натаму, да сватиме дека ние не сме нашиот ум. И можам да споделам некој, јас како работам кога ќе се појават тие одредени емоционални состојби, зашто живееме во свет на дуалност, нели? Има добро, лошо, позитивно, негативно. Значи, мудрост е да го прифатиш животот дека има дуалност. Меѓутоа, ти ќе си несреќен ако се врзеш за едната страна. За едното, така. Да. Така. Сега, например, ако има срам, така, се појави срам, што е обратниот поларитет на срамот? Невиност, така? Значи, јас да чувствувам срам, ако јас ги испрашам своите приказни, рековме прескони, ако се развадам, нели, во нашето општество така? постои верување, еве јас исто сум разведена, меѓутоа на кој што го приметувам, баш ми беше интересна таа тема, дека луѓето кои што се развале, едноставно следните врски некако цело време трчаат, влегуваат во некои нови врски, затоа што онакое што не може да издржи да се соочи со чувството на срам, дека тоа онакое јас не успеав. Као со мене нешто не е во ред, сите се среќни. Но исто така има бракови, нели, луѓе кои што живеат со години, цел живот, е хаос внатре. Така и никој не е не свој. Да, и они се осамени. Мислам, саминоста нема врска со луѓето околу нас. И сега кога јас се соочам со такво искуство и го почувствувам тој срам, нели, треба првенствено да го прифатам тој срам. Постои и срамот е тешка енергија во нашето тело. Во суштина срамот е еден вид на на бегање од интимноста со себе. Ние затоа кога имаме потреба да бидеме интимни со некого, и одиме таа енергија на срам, затоа се распаѓаат врските. Затоа што во позадината постои тоа сакам да земам нешто од тебе, да бидам. Но ако го прифатиме тој срам, и ако ја почувствуваме таа интимност, значи окей, се срамам, и во тој момент ние сме интимни со себе. Сме тотално отворени. И во тој момент се случува таа конекција, нели? Таа длабока конекција. Ние сме во конекција со себе и со цел свет околу. Исто и со вината. Ако се чувствувам виновен, постои друг аспект, друг поларитет на невиност. И влегувам до тој момент кога јас сум била мало беба, нели? Јас се раѓам како невина. Но вината е програм кој што таа наивност и невиност го прифатила. И вината не може да постои ако нема невиност, нели? И така да во тој момент се отпуштаат тие контракции од нашиот ум, зашто ние сме во таа контракција, сум крив, усрамен, уплашен. Обратното за стравот и стравот и лутината се врзани е сочувството. Кога имам страв, активирам сочувство кон себе. И у тоа сочувство, значи тој страв го гледам како едно мало дете. И нема повеќе моќ над мене, нема повеќе моќ над моето тело, над моето искуство. Океј, нека постои, но мојата перцепција е сосема друга, значи не влегувам во тој дуалистички момент. Како да не му придаваме до толку значење. Да, океј, значи тука и тоа е дел, нели, од ова човечко искуство, значи не е ништо колку погрешно. твоите работилници помагаат на луѓето, односно колку луѓето излегуваат од таму задоволни, среќни, колку ти се враќаат да ти кажат дека стварно животот им се сменил на подобро, можеби дека нивниот животен пат се, нели, доживеал трансформација. Така, па сега ова јас, например, не би си го земала како дете, нека моја заслуга, дека јас нешто, меѓутоа исто така, нели, кога некој доаѓа, кога некој доаѓа, има нешто во него кое што веќе знае, нели? И ние и ова на пример искуство денеска има нешто во нас што знае и нешто ќе се отвори, секогаш е така. Нели? Ја така ги гледам работите во животот. Секогаш нешто се случува затоа што има постои нешто во мене што знае и постои нешто во тебе што знае и тоа се среќа. Исто така и со луѓето кога Така, ја верувам дека ќе се деси, ќе се случи тоа кога ќе треба да се случи. Апсолутно, да. И кога ќе дојдеме ние во таа конекција, ние заедно нешто правиме. Значи,
И они мене ми помагаат и јас на нив. Значи, тоа е некоја меѓусебна многу интересна многу интересна комуникација. И се враќаат, да, затоа што нели после извесен период повторно доаѓаат, па доаѓаат и нови, затоа што има луѓе кои што ги интересираат тие малце подлабоки теми. Значи не е онака само на ментално ниво, затоа што ние работиме малце подлабоко. Значи да, на поврзување секако и менталното ниво. Се е тоа супер, значи сите тие техники се секако нели што ти е потребно во одреден момент. И добре ние да знаеме и што во секој момент можеме да искористиме, зашто нели животов не дал еден куп можности и имаме толку техники, има и други доста добри методи овдека, особено во Македонија што се, така да мислам дека имаме доста можност да работиме и да направиме внатрешна трансформација. Илина, јас уживав во ова предавање, навистина јас би те слушала со денови, се пронедов во многу од работите кои што ги споделивме, се надевам и знам дека и нашите гледачи исто така ќе им користат сите овие споделени работи. Меѓутоа толку ни е времето, ограничени сме, се надевам дека пак имаме можност да се сретнеме и да се видиме, а ќе ми биде драго и на твоите работилници кои што верувам сега во ова време и онлайн се одржуваат. Да. Така ќе го напоменеме и тоа, па се надевам дека ќе се собереме и вака после пандемијата на некој од твоите работилници, бидејќи има навистина што да се слушне и што да се научи. Ние прв пат се гледаме, но како што ти кажав, многу убаво се чувствувам после овој разговор. Еве лично јас знам дека и нашите гледачи ќе ти се заблагодарам овде за тоа што на прва ја прифати мојата покана и што дојде и што ни донесе таква убава енергија во нашето студио. Ти благодарам јас на тебе. Почитувани гледачи, тоа беше интервјуто со Илина Ведран, писател и тренер за професионален раст и развој. Се надевам дека уживавте во ваквото предавање и дека овие корисни совети ќе ви бидат од полза. Ние се гледаме наредната среда во истиот термин. До тогаш останете во добро здравје и бидете поздравени.